Здраво, драги дечиња! Јас сум учителка Сања од градинката 13 ноември, објект Јасмин од Скопје. Се надевам дека сте сите добро во овој убав пролетен и сончев ден. Денес сакам малку да се дружиме, но најважно да научиме и нешто ново. Ви подготвив еден интересен расказ по серија слики од писателката Олга Синадиновска. Но пред да го слушнете расказот, сакам малку да поразговарам. Знаеме сите дека е пролет. Во пролет што се случува? Во пролет цвеќињата цветаат. Птиците ја пеат својата песна. Овошните дрвја цутат. Во пролет се е убаво, миризливо, шарено и цветно. Деца, во пролет силно свети и не грее сонцето со неговите зраци. Ајде да видиме на кому му е потребно сонцето. Сонцето е потребно на луѓето, на инсектите, на животните и на растенијата. Сонцето е потребно на сиот жив свет во природата. Ние знаеме дека покрај сонцето потребни ни се и воздухот и водата, за да бидеме здрави и весели. Но треба да јадеме и многу овошје, зашто е полно со витамини, за да растеме здрави, силни и големи. Дали знаете, деца, кои овошја први зреат во пролет? Знаете ли кои се тие? Така е, тоа се цреши и јагоди. Како што можеме да забележиме на сликите, црешите растат на дрво, а додека пак јагодите растат во градина. Црешите се мали црвени топчиња, а додека пак јагодите, ако убаво погледнеме, се во триаголна форма и ни наликуваат на триаголник. Јагодите се ниски стебленца на кои се наоѓа плодот од јагодата. Исто како и црешите и јагодите се во црвена боја. И имаат ситни точки на нив. Сега, откако малку позборувавме за пролета и за раното овошје во пролет, сакам да ви прочитам еден расказ. А вие внимателно слушате и гледајте ги илустрациите. Сонце во обравчињата на Лиле. Лиле ја виде кошничката со јаготки и весело плесна со рацете. Ура! Ура! Јаготки! Зеде една јаготка од кошничката, ја допре до устните и нежно ја бакна. Колку си убава, румена и миризлива, рече Лиле. А јаготката уште повеќе зарумена од убавите зборови на Лиле. Каде беше минатата недела? Праша Лиле. Тогаш бев во градината, се уште бев мала и зелена, рече јаготката. А кој ти ги обои обравчињата? Праша Лиле. Сонцето, рече јаготката. Тоа секој ден ме грееше со топлите зраци, а јас растев. Ја пиев неговата светлина и топлина. Така моите обравчиња станаа румени. Сега, во моето миризливо срце, свети и грее едно малечко сонце. Тогаш и јас ќе одам надвор, на сонце, за да ми станат обравчињата румени како твоите, се насмеа Лиле. Не, не така, рече јаготката. Ти прво треба да се наедеш румени јаготки, па да излезеш на сонце. Дури потоа, сонцата од нашите срца ќе минат во твоето тело, а обравчињата ќе ти станат румени. А ако не сакам да јадам јаготки, праша Лиле, тогаш ќе изгаснат нашите мали сонца, рече тажно јаготката. Лиле изми цела чинија јаготки и сладко се најаде. Потоа излезе надвор на сонце да си игра. Обравчињата на вистина и станаа румени како јаготки. Се надевам дека ви се допадна расказот. Ајде сега, накратко, да се потсетиме зашто се зборуваше во расказот.
Во расказот се зборуваше за едно девојченце, Лиле, кој многу сакала да јаде јагоди. Како што кажавме и претходно, јагодите се првото овошје во пролет и затоа ги нарекуваме рано овошје. Деца, дали видовте колку се израдувала Лиле кога ја видела кошничката полна со јаготки? Си земала една јаготка, ја допрела до устните и рекла дека е многу убава и румена. А јаготката се израдувала и уште повеќе заруменила. Заруменила, деца, и се црвенила. Што мислите, како пораснала и како заруменила јаготката? Таа пораснала голема и заруменила од зраците на сонцето, што ја греела. И Лиле веднаш посакала да оди на сонце и да ги заруменат и незините обравчиња. Но, ајде да размислиме, што требало да направи Лиле за да изаруменат и незините обравчиња? Што мислите? Така, таа требало да изеде полна чинија со јаготки, што се зреале на сонце. Претходно да ги измие, а потоа да излезе надвор. Откако тоа го направила Лиле, незините обравчиња навистина зарумениле. И вие, драги дечиња, треба да јадете многу овошје. Претходно убаво да го измиете, а доколку изедете полна чинија со јагоди и излезете надвор на сонце и на чист воздух да се играте, и вашите обравчиња ќе станат румени исто како и на Лиле. Сега на крај ќе ви предложам неколку игровни активности. Можете да го илустрирате расказот Посеќавање со дрвени бои. За тоа ви се потребни дрвени боички и лист од блок. Ќе ви предложам да моделирате јагода со пластелин. За оваа активност ви се потребни пластелин и подлога за пластелин на која што ќе моделирате. И уште една интересна активност, печатање со дланка јагода со темперни бои. За оваа активност ви се потребни лист од блок, темперни бои, четка и една хартиена чинија. Во чинијата ќе ставите темперна боја, со вашата дланка ќе ја ставите во чинијата и потоа ќе оставите отпечаток на листот од блок. Истото ќе го направите и со вашите прстиња. Ќе оставите отпечаток со вашите прстиња на листот од блок, тоа ќе бидат листовите на јагодата. И на крајот со четка ќе насликате точки на јагодата. Се надевам дека ви се допадна денешната активност и што е најважно, научивте нешто ново. А сега, довидување, драги другарчиња, и ви посакувам убав и пријатен ден.